Згрмеа тапаните од Тапанџиската симфонија Копачка во центарот на Делчево, најавувајќи го дефилето на играорците од фолклорната група по повод запишувањето на ова автентично оро драмче на листата на УНЕСКО. Гордоста и емоциите беа присутни кај сите играорци, но најстариот член на групата, 81 годишниот Данило, порачува на младите да ги научат автентичните чекори на Копачката, за да ја продолжат нејзината приказна низ светот. Ако има потреба да најдеме некои членове млади да игра, не може да го игра, приведете они на школата со некој друг так да учили. Боже го кара. Како се калеше Копачката изминатите 66 години, од Рамче преку Опатија, Белград, Берлин, па во Долнин и Свети Николе Битола. Денеска се чувствувам посебно горд на мојата долгогодишна работа и на ентузијазмот, како мој, така и на луѓето со кои сум работел толку години. Од Македонија прво фолклорно добро прогласено за светско културно наследство. Општина Делчево од секогаш била главна логистика на играорците од групата. На некој начин представува и шанса за промоција на нашиот крај, меѓутоа ги потврдува и историјата и културните вредности на нашиот народ, на луѓето кои што живееле во ова поднебие. Инаку фолклорната група Копачка со поддршка на Министерството за култура ја уреди спомен собата на најстариот играорец Дедо Митко во Малото Белчанци, како долгогодишен ороводец на Копачката и најодговорен за зачувување на автентичноста на чекорите од орото, а за него Димитар Узунски изработува и монографија која деновиве треба да излезе од печат.